Минавме 2 граници до славата, до гората, до Вишната гора во Орешек, кај македонците во Албанија. Екна древен татнеш, чини шровјеница, топанот надкрена, зурлите спиштеа, орото созреа, го се втосавме светото македонско оро. Над нас самиот Господ и Свети Георгија со зарисата дојден на славата, на македонската прослава. Па и тие што живеат подалеку идат за живот. Што се ротира, што се на гурбети, Ќе се собере. И напред се брале и од гурбетка, и на гурбетка идали луѓе. Ќе дојдат дома. Ке да биде, мора да дојде дома. Една песня што кажи чисто за ова. Нарачала Кара Фатма порачала, хай нарачала. Кара Фатма порачала. Побутнати, Кара Фатма поброджани, хай побутници. Кара Фатма поброджани. Ка што знае, дели Хамзо нека дојде, хай, ка што знае, дели Хамзо нека дојде. Нека дојде, дели Хамзо за Ѓурѓевде, оф, нека дојде, дели Хамзо за Ѓурѓевде. Ѓурѓевден овде кај нас е една празник е, се берат, раде се луѓе, илизе во лето, од зиме. И се берат, идат на травке. Во саба станујат, берат цвеќина. И после одручек идујат на травке со денеска. А утре ѓурен. Денеска крши потке ги викаја. Берат потке. Се капет деца, луѓи со нив, со потке, со цвеќина денеска. И ој потке што ќе соберат, утре после им се дава и стоке. И таму се береме, има едно меѓу 2 села, Орешек, Црнелево, па и други села горски, па се бере ваке. Ние имаме во Нијача се береме, таму 2 села, играме, пуеме и се веселиме за Ѓурѓевден. И ова свака година се прави ова Ѓурѓевден. И така да заминеме, дења и убаве се ова. Да збориш за гора, треба многу време. И ја не можам да кажем, знаеш, све. Само ќе кажем зашто се береме во Нијача. Сакате да знате вие. Нијача било едно село. Сега не е село тој. И Нијача била меѓу Орешек и меѓу Црнелево. А сега тија село Паросано нема е луѓе тој. И луѓе што останале, мало луѓе што останале од Нијача, јене живеат во Орешек, јене во Црнелево. Па за тие, за успомен од тие место, се бере и Орешек и Црнелево тој. Бере травке, цвеќе и ќе се стават луѓе меѓу себе. Ќе заминат мало време, ќе поиграат, ќе попијат. Тие е Ѓурѓевден.
Споделуваме македонски думи со гордите горани. Ми зборуваат за последниот им предок Јован, после кого поминале од христијанството во исламот, пред 300 Божји години. Синовите на Јован понатаму се именувале Мустафа, Немиша, Ариф, Камбера, до денешните Бајрам, Рамазам, Шклјазим и Бесим. Во селото има гробишта христијански и муслимански. Црквата од Светагора имала имот во Орешек, ми раскажуваат. На местото Чука имало црква и во Нивче, каде се случуваше прославата на Ѓурѓовден. Планините се ракуваат со небесата. Ситноване мајчице варнајчица, хај дадице варнајчица. Ситно поет мајчице пиличица, хај дадице пиличица. Ситно поет мајчице све кажуе, хај дадице све кажуе. Све кажуе мајчице за путници, хај дадице за путници. Све путници мајчице издојдоа, хај дадице издојдоа. Сад наш путник мајчице не ни дојде, хај дадице не ни дојде. Ни остана мајчице да летуе, хај дадице да летуе. Ја не жалим мајчице што ќе летуе, хај дадице што ќе летуе. Току жалим мајчице шар постеля, хај дадице шар постеля. Само дрво не се сече, ми кажува Рамазан, приказни од селото. Ми кажува за високата елка, чија што сенка се огледувала на другата планина. Елката за која се пее песната. Јело, мори јело, високо што раснеш, далеку што гледаш, али видиш njega. Песна за љубата, гледаница, која си го чекала момчето од гурбе. Театарот Скрби утеха кини се во културна битка на Ѓурѓовден кај македонците во Гора Албанија. Во угорот, Божиот угор на гора. Од спротива горде е очикле, како да го посадил Бог во вишината. Потоа другите македонски горански села. Шиштеец, Борје, Црноилево, Оргоста, Запад, Пакишта, Кошаришта и моите домакини од Орешек. 9 села во Албанија, 20 во Косово, останатите во Македонија. Ех, делбо делбосана, раздели па владеј, упатства за владење и скротување на македонската душа, применувани до денеска. Велми, мој Боже, преславен Господи, сонуваше да го обедини светот Александар Македонскиот цар, а ете ме пред поделената Македонија. Ми прелетува мисла додека чекорам кон местото, каде се запотнува славата со песната. Облечен како Александар, по планинските висови чекорам. За миг помислив на безпатијата до крајот на светот, на Индија, на Хиндикуш, на висините на Химелаите, на крајот на светот кој го бараше македонскиот цар, а еве овде под покривот на Бога живеат македонците. Мемишовци засвиреа со двете зурли и топанот. Поземав збор, го споделив со гораните, со македонците од Вишната гора.
Ишнат сурлите и татнат тапаните. Удират, гајвите завиват, опните летај, летај духу мој, ми треба гора, скутот на планината да ми ја лекува душата, да ја пуштам планината. Олимпу мој, Дионе свет граду по водо. Таму некаде пред нас е Бог, кој ни го определил последното искушение. Отвори ни го срцето, отвори ни го срцето, отвори им го срцето за љубов. Кој сум јас, Александар, царот на гордите македонци? Кои сте вие, Херакловото стебло, Орфеевите следбеници на Бога Македона чедата, децата негови избрани? Зафаќаат сурлите, гајдите тапаните, не понесуваат чествувањата, летај, летај голобрдо, летај со сила и страст. А сега, кој сака да биде Александар Македонски? Зошто е важен Александар? Затоа пред 2000 и повеќе години зборуваше, нема повеќе да има ни македонци, ни персици, од денеска сите сме браќа. До ден денеска неговиот сон не е остварен. И ние како негови потомци, денеска во оваа света и славна гора, каде што го чествувате Ѓурѓовден, треба да запомниме дека треба да живееме како браќа и пријатели. Да живее гора, да живее Ѓурѓовден за многу години. Живеам со песните на гора, кои носат длабока тага и Божја промисла. Пеам внатре од душава. И зборовите како да зафаќаат свештено оро на ѓурѓовденската слава во гора. И велми знам длабоко од душава, дека што еднаш си дошол во гора, заминување нема. Таа останува за секогаш во тебе, во срцето ти, а и ти со неа, славејки и играјки од светите ора и песни македонски.